Здраво, здраво! Млади и вечно зафатени со телефоните. Добре дојдовте во првата епизода од... Емисијата што ќе ви го направи животот попаметен, позабавен и ако успееме помалку срамежлив на инста левови. Ова е Тин феномен, местото каде што нема глупави прашања, само гениални одговори, или барем смешни обиди за нив. Ајде, Михаил, малку посериозно. Ова е прва епизода. Добро. Почитувани млади, добре дојдовте во емисијата која го следи вашиот дух, вашите соништа и вашите мемиња. Овде сме да ви кажеме дека и сериозното може да биде смешно. Денес ви носиме како да преживеете кога училишниот Wi-Fi ќе ви изнемери. Професионален водич за тоа како да одговорите на зошто уште не си легнат. И најважно, наши совети за како да направите добро селфи без да се избрукате пред идните внуци. Важно е да знаете, ова не е само ваша емисија. Ова е нашата заедница, нашето катче, Нашето место за тестирање на животни хакови, кои можеби ќе ве спасат, ама најверојатно нема. Спремете се за забава, инспирација и барем 3 моменти кога ќе кажете ова сум јас. Ова е Тин феномен, Местото каде што тинеџерите се легенди. Хеј друштво, време е за првиот гостин. Денес имаме нешто екстра. Таа е млада и талентирана и веќе го освојува музичкиот свет. Знаеме дека знаете, знаеме дека ја сакате, но сега имате шанса за подобро да ја запознаете. Направете место за младата пејачка Нена. Фронтгрл на групата Lockdown Тодороска. Нена Тодороска, добре дојде. Добро ве најдам, Михаил, како сте? Добри Сме супер, како си ти? Не. Како ти се допаѓа нашето студио? Навистина вложивме голем труд. Многу е убаво, ми се допаѓа, баш онака кози. Од каде желбата да станеш пејачка? Желбата да станам пејачка, не е баш желба, туку е само онака чувство. Музикалноста од секојаш била во семејството мое, сите така обожаваат музика и само си дојде по себе така. Не е некој... Едноставно талентите, не е само желба, така? На некој начин. Па, тоа е некако субјективно, секој различно го сваќа, пошто талентот може да негде да те однесе. Сето е Така. исто работа, ама сепак има и тоа игра. Нешто. Од мала се почна да се занимаваш со пеење или имаш некој претходно почна со инструмент да свириш, па потоа те навлече пеењето или како? Па, како мала сакав да бидам така пејачка, ништо друго, ама потоа се откажав од тоа, па си реков ајде ќе свирам на гитара. Па одев на часови за гитара, па потоа видов дека можам и да пеам и да свирам. Па потоа само на пеење се фокусирав и така продолжи нештото. И остана само на пеење, гитара нема поише. Утре не знаеш што носи. Така е, важно имаш втора опција. Да. Фала Богу. Кој ти беше првиот настап и како се чувствуваш? Првиот настап ми беше во 6-то одделение на патронатот и беше и беше малце така да не речам не катастрофичен, ама не беше по план. Едно дете од бендот имаше проблем со инструментот и немаше време да се поправи нештото и така со расипан инструмент го истаравме цела песна ја истаравме, а пеев убава и поченичам песната да ја слушнам. Трауми ми остај. И така. Пашка, на ова тема ќе се вратиме малце подосна. Да представи ни се, кажи ми каде учиш, дали имаш некој друго хоби освен пеењето, веќе кое ако добро знам ти прераснува и како професија, не е само како хоби пеењето. Па до негде може така да се речи. Со бендот веќе напредуваме упо, машала, значи. Ама јас иначе учам во хемиско, медицински лаборант, сум 3-та година. И друго хоби, освен
Тоа обожавам, ако се смета за хоби, обожавам да си излегувам, да си седам со друштво, да си поминувам преубаво така да имам бондинг со луѓе, да бидам активна, сакам. Така, нема нешто вау, така што ме влече друго. Значи, накратко кажано, комуникативна личност си. Да. И дружелюбива. И секогаш расположена за дружење. Па така, професијата ме тера да сум така. Па сега, фала Богу. Кој ти е најголема поддршка во музиката, односно кој те поддржи во музичката кариера? Од почетокот најголема поддршка ми беа моите дома, особено мајка ми, значи таа немам зборови колку и сум благодарна што била тука покрај мене за се во животот што сум сакала да правам. И исто така членовите од бендот секогаш биле тука покрај мене да ме поддржат за ако имам некој проблем, за настав, за било како, секогаш биле тука покрај мене, секогаш ми пружеле рака. Така, те поддржува Да. на некој начин. Исто и тие ме слушаат. А дали после завршувањето на средното училиште планираш да продолжиш со музиката или планираш да продолжиш со медицински лаборант, така Да. случајно медицина? Па, искрено не знам, немам никаков план. Со музика на Балканот не знам колку може да се стаса, освен ако е народно или нешто така. Ама така е. Колку и да нече да го признаеме, нештото така е. Па затоа не знам, најверојатно ќе студирам нешто. Уште не знам што. Важно че студираш, ама Важно нешто, да што да. студирам. Стварно, нешто ќе студирам со музиката. Не знам, бендов ми е тем погоден, па понатаму не знам со кој би одела, со кој би дарала. А сама ќе чекам. Ништо не можеш. Мислам, можеш, ама малку поинаку да се ориентираш. Многу е потешко. На наредно. Да. Дали некогаш си се сочила со трема на настап и како ја надминуваш тремата? Со трема се сочувам некогаш и уште до ден денеска, некогаш се случува трема да ме фати. И нема тремата е дур да Почнеш. да, дур да почне нештото. Го фаќам микрофонот и нема. Почнувам, заборавам на тоа, мислам на текста да го Да. кажам кој што треба, како да испеам и прекинува. Така. Како е да се работи со три машки во бенд едноставно? Едно чупе. И супер, и многу нервозно, и малце чудно. Никош не можеше да замислам дека со три машки ќе видам во бенд во животот. Малце е тешко, сите си се така, си има одредени карактери, па треба на сите да му удоволиш, па стварно. Ама имам многу предрасуди ради тоа од страна на други. Ама што да се прави. А, важно во главно ова. Да. Таман работа да не беше, немаше да пеем 2 години сами. А како дојде, како почна ти да пееш заедно со Логдал? Леле. Како, од каде баш ти? Колку е персене приказнава сега. Значи, од гитаристот татко му, нели, беше со вујком ми и со другар негов, така се седеа, правеа муабет и му кажа, значи, дека има бенд син му, ама дека нема пеачка. Дека нема вокал, дека не мора пеачка да видим. И другар му од вујком ми имал слушнато и му рекол, леле, внука му, преубо пеј, вака и вујком му потврдил, да бе, знае да пее. И ме викна, значи ме исконтактира, не знам кој ме исконтактира, не, вујкова ми кажа, па после се слушнав со татко му, да поидам да ме слушна, ја направивме таа како аудиција, се вика. И после тоа, значи јас ако поидов во понеделникот, рече, ајде во петок ќе свирите.
И јас вака застанав мулам, не знаев што да речем. И и правевме проба, јас и гитариста со Кирчо, и дојде Михаил, дојде Граша, рано така, што правите бе? Ништо, проба правиме. Зашто? Ще свириме, му викам. И Кирчо му вика, ајде седнуваме, ќе пробуваме. И седна и пробавме и така најрандом, најспонтано беше свирката. Никој од песните не ги знаев, јас екчи музика не слушав, значи воопшто. Јас најосновните песни не ги знаев. Значи стварно се, значи на телефон читав, ништо не знаев, ама важно памет. И од тогаш само се напредуваш. Дали некогаш си имала желба или си размислувала да издадеш своја песна или свој албум? Тоа е убава работа. Сум размислувала, ама исто така многу тешко, пошто може многу лесно да се зафркне нештото. Значи, не зборуваме за пишување за такви работи, јас не знам да пишувам, значи ќе си признам стварно. Ама е многу интересна работа и би сакала понатаму, ако имам прилика, ако ми се пружи приликата, да, би сакала да го направам нештото, ама јас лично толку да се покренам не би. Така. Така. А дали со бендот имате на такво нешто размислувано? Ако не собствена песна, барем ковер да се сними. Имаме размислувано многу пати, само така чекаваме прилика да излези или некако да најдеме каде, шо, како. Да. Кои се најголемите предизвици, така со кои се сочува млада пеачка, како што си ти? Има неколку предизвици, не дека се... Не знам, кога имаме, например, неколку свирки со ред, многу ми е, не да речам тешко, ама ми е мисла дали ќе ми издржи гласот до утре, па да треба да пазам. А обично, кај што свириме ние, се пуши и тоа уште придонесува на тешкотијата, па луѓе, че ти се пика во тебе. И се случува такви работи, ама иначе се си е супер, јас сепак си ја сакам професијата. Дали можеш да извоиш некоја омилен настап, омилена свирка која ти оставила најголем впечаток, вака да речеш, и како публика, и како да речем, и како газди, како се покажале и сето тоа? Леле, е тешко прашање. На кој настап публиката била најзадоволна и си имала најголем фидбек од публиката? Најголем фидбек од публиката. Леле, не знам, на Камена вина вајда, од нула до култура, што беше летовска. Многу беше убаво, мислам дека стварно убаво поминавме, ама освен тоа и сега што беа последниве две свирки во Дипломатик, и тие мислам дека убаво поминавме, дека луѓето стварно си поминаа преубаво, значи беше беа весели, беа расположени. Во која песна уживаш најмногу кога ќе пееш така? Која најмногу научи? Најмногу мора да кажам во многу солзи, ради тоа што едноставно ми е лесно да се препуштам во песната да ја испеам од срце и ми дава можност да ја испеам убаво, поради тоа што Маја Джаклиевска е прво вокал на Балканов, еден од најдобрите, ако не и најдобар. И стварно ми е секогаш предизвик да речем за себе си да ја испеам барем малце како што ја испее таа. Приближно. Приближно, значи јас никош не би можела како не за таа легенда, ама така интересно ми е да пробувам. Кој ти идол, дали имаш некој да речиш да сакам да станам ко ова и ко оваа пеачка или небитно, не мора да е пеачка. Пример, еве мене ми е идол, да речеме фудбалери, ако врска немам од фудбал, ама сакам да дојдам до тој успех како тој што постигна. Така, како вокалист, значи не е животен пат, ништо такво, ми е Amy Winehouse, значи таа со гласо што има правено, значи имам гледано 300 видеа таа кај што пее лайв
И секој пат сите песни различно ги пее. Да. Секој пат. И толку се восхитувам на тоа како таа едноставно толку лесно го прави, си игра со гласот. Маја Оџаклиевска исто, значи толку се восхитувам така кој че го прави нештото без проблем. Без проблем како да му како да си игра. Едноставно ми е. Значи сепак Еми Вајнхаус, ама не животниот пат, Не, само животниот кариерата. Само вокалните способности. Добро е. Да. Ако е само тоа, добро е. Да. Во ред мислам дека ти се допадна дружбата со нас. Да. Уживаше, прашањата не беа тешки премногу. Супер беа прашањата. Те чакаме повторно во друга емисија. Ајде. Да се дружиме заедно. Имам уште едно кратко прашање. Ајде. Дали можеш да ни кажеш ке имате наредна свирка или нареден настап со бендот? Сега нареден настап ќе ни биде на 25-ти, за реден ден од Тоше Праевски во Македониума. Неколку песни така да направиме во чест на Тоши. Добро. И свирки така во нечу време. После Добро. тоа. Така. Значи од февруари. Од февруари во Прилепов почуваме уште појако. Значи да очекуваме нешто уште појако. Да, Тоа што го имаме видено до сега. да, тоа е целта. Мило ни беше што присуствуваше, што ја прифати нашата покана. Мило ми беше што ме викнавте, огромна ми е честа што ме викнавте Па, имаш таа чест и прва гостинка во Да, ова да. шоу, емисијата. Баш ми е ке, фала ви. И на почетокот од емисијата ви ветивме животни хакови, па време е да ги исполниме. Ние секогаш ги исполнуваме нашите ветувања, макар тоа било делимично. Така е. Хак број 1. Како да преживеете кога училишниот вифи ќе ве изневери? Па читајте повеќе книги. Хак број 2. Како да одговорите на прашањето зошто уште не си легнат? Го чекам совршениот момент за спиење. Јас сум Нина Тодоровска, не биди насилник, биди кул. Океј, екипо, време е да се одјавиме. Знаеме, кринч. Но тоа беше се за денес од нашата супер кул емисија. Ви благодариме што бевте со нас и што не слушавте, или барем се потрудивте. Лол. Се надеваме дека уживавте и дека барем малку ви беше забавно. До следна епизода не правете ништо што ќе биде тотал фейл. И чувајте си ги вибрациите on point. Се гледаме На исто место, во исто време. Слеј!